Благодарам, почитувана председателке. Чудно е какво просветление доживуваат одредени политичари од СДСМ кога ќе седнат во опозицијските клупи. Не баре како да не сме имале многу дискусии вакви во оваа сала кога беа од позиција на власт, па тогаш можевме да видиме диаметрално спротивни ставове. Каже убаво заменикот министер, само да ја потсетам јавноста, за прв пат програма на субвенционирање на детски оброк се случи во претходниве 4 години откако градоначалниците на ВМРО ДПМН ги превзема општините. Тоа е факт. Сега сакале ние да признаеме или не, во оваа држава има систем на финансирање, сите знаеме како иде тоа. И факт е дека во многу општини каде што градоначалниците се од ВМРО ДПМН се субвенционира оброкот за овие дечиња кои што одат на училиште за да може да го земат. Многу е интересно она емотивно себе спознание се вика тоа, некако чудно така. Па гладното детенце, едно, друго, трето, за да не биде детето гладно, треба да има вработен родител. Треба родителот да има услови за да може да работи, платата на родителот да може да биде покачена, пензијата на неговите баба и дедо исто така да добие покачување, за да тоа дете може да има услови и да не биде гладно. За тоа треба една одговорна власт, која што ќе разбере дека сите реформи во системот имаат почеток и крај и дека треба да се работи по план, како што работи оваа влада. Кога зборуваме за образованието, тоа ми е една од омилената тема која што сакам да дебатирам и да дискутирам со СДСМ, бидејќи ако некаде немаат ништо направено, ова е една од темите каде што може да се види тотална разлика кога ќе споредите 15 месеци со 7 години. Се спомна збор достоинство и не би имал ја проблем тоа да го прифатам во политичкиот дискурс, ако не е лицемерно. Сега СДСМ да зборува за достоинство во образованието, па тоа ич не можам да го прифатам. Ако сакате вие да зборувате дека на некого треба да му го задржите достоинството, треба да почнете од тие кои што се директни актери во образовниот процес, тоа се професорите и наставниците. И затоа има подпишан колективен договор и едните и другите добиваат покачени плати, за да може наставникот кој ќе отиде и да работи со тоа дете да има општо достоинство. За да може детето да почувствува достоинство во своето училиште, треба да има спортска сала во училиштето. Отворете, видете колку е покачена ставката за изградба на спортски сали и отворете колку спортски сали сега се градат. И споредете со вашето време од 7 години. Отворете и видите дека е возможно во Македонија, во некои општини, само за 15-16 месеци да се подпишат договори за да 2 години од сега да имаме 100% настава во една смена. Знаете што беше тоа во вашето време? Мисловна именка. Не можевте да го замислите, а камоли да го реализирате. Сега, ако зборуваме за достоинство, тогаш треба да обезбедиме систем каде што сите деца кидат една смена во училиште, бидејќи социолошки е подобро така да се развива едно општество. И тоа е факт. Сега, ние можеме тука да се зборуваме за нешто што е абстрактно, ама ние зборуваме за директни работи. Сега на крајот, ајде да зборуваме за едно друго достоинство. Мене ми дозволува тоа што како политички наратив сега ќе го создадам, проектите кои што ги создава Министерството за образование. И затоа сме спремни тука, колеги, еден по еден како што ви се редат амандманите, само пораз да ви редиме тука, за да може овој народ да ја направи разликата која што евидентно на изборите ја прави. И сега со оглед дека таа заева школа ќе излезе и тука ќе има навреди, инсинуации, секакви. Знаете како, сум кажал неколку пати од оваа говорница, ако за нешто сум чудоневиден, тоа е тоа отсуство од самокритичност, да се признае дека некој некогаш направил грешка, па ќе се фали, па се има соопштенија партиски, па вака било, па така било. Јас сакам, кога зборуваме за образование, еве дали вие, дали некој од вашата пратеничка група, да ми одговори на следниве неколку прашања. Колку факултети изградивте кога бевте на власт? Колку студентски домови изградивте кога бевте на власт? Колку средни и основни училишта изградивте од почеток до крај кога бевте на власт? И зошто не успеавте за 7 години барем еднаш да се обидете да ги обезбедите на време учебниците? Зборуваме за достоинство, а учебници не можеа да обезбедат. А зборуваме за достоинство. Сега едното со другото не оди. Мене барем така ми изгледа. Затоа
Добро е што овие идеи кои што сега ги имате како опозиција ги произнесувате за да може да издебатираме по нив. Одлично е тоа што најголем дел од овие идеи веќе се во напредна фаза на реализација и практично желбата и знаењето да овие идеи се реализираат ја прават разликата помеѓу тоа што отидовте во опозиција со рекорден број на ниски гласови и што се уште не сте ја научиле лекцијата дека треба малку да го смените начинот на функционирање. Така да не се секирајте, ова кое што вие го предложивте како идеја е имплементирано во поголем дел од општините. Верувам дека согласно програмските определби кои што градоначалниците ги произнесува пред граѓаните и ја добија поддршката таму каде што излезе со програма која што ова го има инкорпорирано, ќе се реализира, затоа што во суштински интерес ние како влада да имаме квалитетен образовен систем каде што ќе ја постигнеме трилатералата помеѓу соодветен и добро задоволен и мотивиран, секако со испочитувано достоинство наставен кадар, задоволни и испочитувани учебници и секако оние кои што се учесници во овој цел конгломерат на образовен систем да бидат задоволни од тоа што оваа држава го прави и го создава за нив. Благодарам.